Што истражува јавното обвинителство за скандалот на онкологија? Речиси 2 месеци има предистрага, но детали не се соопштуваат. Неофицијално од извори во обвинителството дознаваме дека предистражната постапка ќе трае уште 4 месеци. Зошто е потребно уште толку време? Објаснување нема. Во меѓувреме, сите очи на јавноста се вперени кон Собраниската анкетна комисија преку сведочењето на екс-министри, функционери и од јавниот обвинител. Граѓаните очекуваат расветлување на случајот и конкретни виновници, ама се плашат дека надлежните органи нема да им пресудат на најодговорните. Онколошките пациенти продолжуваат со протести секојдневно пред јавното обвинителство и нема да престанат се додека случајот не добие разврска. Сметам дека недоволно се врши притисок и врз Министерството за здравство и врз вработените во онкологија, затоа што и покрај случајот онкологија, кој што нормално ќе се бара одговори виновник, да се казни се, ние во моментот се соочуваме со страшен проблем на онкологија. Се случува тоа што ние го говориме, всушност и поради што стоиме веќе неколку месеци пред јавното обвинителство во мал број за жал, значи се случува тоа што ние најмногу се плашевме. Прилив, налив на пациенти, но нема лекови. Од основното јавно обвинителство за Алфа велат дека предистрагата трае и нема ништо ново околу постапката. Јавното обвинителство го разбира интересот на јавноста за овој предмет и во оној момент кога ќе се стекнат објективни услови, без да се наруши текот на постапката, соодветно ќе информира за сите резултати од преземените дејствија. Притисок за да има поскоро разрешница прави и анкетната комисија. Пратеникот Петар Ристевски вели дека јавниот обвинител и МВР не треба да помислат да застанат во одбрана на грозоморното случување во клиниката за онкологија. И без да се формира анкетната комисија, органите на системот требало да си ја вршат својата работа. Јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи, без разлика анкетната комисија дали и каков заклучок ќе донесе. Секако дека после сите овие информации кои ги добивме и после целокупната работа на анкетната комисија, ќе следува заклучок и ќе следува, можам да ви гарантирам со сигурност, квалитетен заклучок, бидејќи се разгледуваат многу материјали, многу извештаи од сите институции кои се вклучени. На следната седница на анкетната комисија треба да сведочат представници од Министерството за здравство.